8 мај да се одржат вториот круг претседателски и парламентарни избори е исходот од лидерската средба која падна во сенка поради грозоморните убиства на 14-годишната Вања и 74-годишниот Панче. Сочувства до семејствата испратија сите политички лидери. Техничка влада ќе има, а претседателот на владата Димитар Ковачевски не сака да шпекулира кој ќе го замени на 3 месеци пред изборите. Вели, коалицијскиот договор ќе биде испочитуван. Техничкиот премиер, ние имаме коалицијски договор, јас и во обраќањето кажав, и ќе го испочитуваме договорот. Во моментов не може да шпекулирам со било кој име. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски со непроменети ставови во однос на уставните измени поддршка нема да има. Парламентарните партии, вклучително и опозицијата, се договориле да ги изгласаат препораките на ОПСЕ и ОДИХР за изборниот законник. Мицкоски дециден дека ова треба да е последен пат да се носат измени во изборниот, а рокот да е пократок од половина година. Тоа подразбира дека кампањата би започнала на 4 април или ако тоа се сведе на денешната дата, тоа значи дека сепак не го испочитувавме правилото за кое што често пати јас јавно потенцирав, а тоа е да немам интервенции во изборниот законник 6 месеци пред почеток на кампања. За жал повторно тоа ни се случува и во иднина се надевам дека ова нема да биде случај. Епилогот од лидерската не го дочека албанскиот опозицијски блок. Касами Гаши меѓутоа напуштија средбата кога собранискиот спикер Тала Џафери не сакал да им се спротистави со аргументи зошто досега не е избран новиот член на ДИК кој треба да и припадне на албанската опозиција. Ние цениме дека господинот Џафери ова го довлекува цело време, значи година дена, и гледаме интенција, значи да не се избере член и да не биде целосна државната изборна комисија, што утре заутре може да биде претекст, значи некој да ги оспори. Помалите политички партии повторно останаа со празни раце и покрај тоа што добие ветување од владачката СДСМ дека ќе добијат една изборна единица. На лидерската не се дискутирало по тоа прашање. За сега не се открива кои ќе бидат предизборните коалиции, но известно е дека социјалдемократите ќе продолжат со работка со интегративците, додека партиските тела на Алијанса за албанците ќе разгледаат опција излегување од владината коалиција доколку не се изгласаат уставните измени.